Бугарски Минстрој почнува со инвестициски циклус од 20 милиони евра во рудниците Злетово и Тораница. Директорот на Минстрој, Николај Валканов, посочи дека на работа ќе се вратат сите 1000 рудари кои останаа без работа со стечајот на рудниците. Денес веќе имаме 300 работници по договор. Сакам тоа да го на няколку подвлечам. месеца те ще станат 1000. Во текот на неколку месеци очекуваме веќе тие да бидат и 1000. И от може би ноември-декември тук ще бъде пълно с вагони и с руда. Веќе се надевам од ноември-декември тука ќе биде полно со руда. Драган Димитриев, вработен во рудникот Злетово, изрази задоволство од брзото рестартирање на рудникот и ангажманот на владините институции. Као се прво голема благодарност до институциите на Република Македонија, пред се на премиерот со неговиот тим, со Министерството за економија, што во рестартирањето на нашиот рудник и за дозвола за добивање на концесијата беше во многу краток временски рок. Рудникот се рестартира, донесена е нова механизација, вложено, репроматеријали, пумпа за испумпување на јамската вода, санација на окната за извоз на руда и на луѓе и санација на бункерите за руда. Зголемување на платите, пошто сега се зголемени солидни плати. Рударите се задоволни и го изразија своето задоволство од новите услови за работа. Сега за сега те плати што подпишуваат новите договори се со поголеми придонеси. Со новите договори има различни категории кој како така ќе биде и платата спрема тоа. 360, 320 евра. Да, евра. Ние почнахме пред еден месец и се надеваме дека ќе иде на подобро. Гледаме газата дека вложува репроматеријали. Мислам дека со тоа ќе има и производство. Задоволни сте сега за сега? Сега за сега сме задоволни. Вчера лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изјави дека како политичка гарнитура се насочени сконцентрирани кон економијата, а рударството е еден од тие делови. Како што знаете, пред неколку дена почна да се отвара, да се гради нов, односно да се отвара нов рудник, кој што за една година ќе биде целосно во функција и ќе работи, ќе се експлоатира рудата, ќе има голем број на вработени. Веќе следната година почнува да се гради и Ловица рудникот. Дадени се концесии за уште многу, се вршат многу истражувања, така што ќе има уште многу места каде што ќе се отвараат рудници во Македонија и каде што ќе се отвараат нови работни места. Кога станува збор за рудниците, покрај директните, многу се важни и индиректните вработувања. Груевски подвлече дека се радува затоа што напорите кои што започнале уште кога тој бил премиер, а подоцна продолжија, ги даваат потребните резултати.